Дали брзите кредити стануваат потенцијална опасност да им го загорчат животот на огромен број граѓани кои недоволно информирани и наивни се доведуваат во ситуација лесно да заглават во тешки задолжувања. Реакциите во јавноста ширум државата за измамени граѓани кои си ги дале своите податоци па биле злоупотребени или за се поголемиот број на сериозно задолжени кон така наречените продавници за пари, одат кон потврден одговор на таквото прашање. Рекламите во стилот пари за неколку минути, имаш и кога немаш, доволен е еден телефонски повик за да дојдеш до кеш, во кој главна улога играат познати и популарни личности, лесно ги намамуваат наивните да се задолжат по неколку пати кај брзите кредитори за кога ќе се освестат да биде веќе касно. Подигнувањето брзи кредити е најопасно во комбинација со коцкањето, бидејќи се создаваат долгови кои реално не може да се исплатат за еден работен век. Вториот значаен момент е што привлекувањето муштери е најблагоречено нечесно и перфидно. Така првиот кредит се нуди без камата. Потоа, доколку корисникот сака пред време да го врати, каматата не му се одбива, туку се пресметува за целиот временски период. Што еднаш се заглави клиентот, постојано е на удар на нови и нови олеснувачки понуди, кои всушност представуваат дополнително заглавување и големи редовни казнени други камати. Дали државата ќе интервенира за да се стави некаков ред во оваа сфера, останува отворено прашање. Меѓутоа факт е дека се поголем број граѓани се доведуваат во безизлезна ситуација, што сигурно не е нејзин интерес.